Па образложението, морам да признам, беше многу конфузно, во кое од една страна се спомнуваше поведената постапка по кривична пријава, од друга страна се спомнуваше несоработка помеѓу обвинителите во врска со надзорот, што не беше ни основ за суспензијата. Морам да признам дека ова е решение кое што го очекувавме со оглед на тоа што ние одамна знаеме дека едноставно Републичкиот совет на јавни обвинители нема капацитет за самостојност ниту да ги штити обвинителите. И од тука треба да се приспита целиот овој концепт на судска обвинителска самоуправа кој што е комплетно дисфункционален. Строго гледано правнички не е поведена кривична постапка со правни реперкусии што се надобразуваат на тоа. Значи, поведувањето на формална постапка не ги опфаќа овие претходни собирања на неизвестување и неформални постапки пред обвинителството да одлучи дека тука има кривично дело. Не ни очекувам дека обвинителството ќе одлучи во таа насока, бидејќи тука очигледно нема кривично дело, барем не во овој дел за претвршот. Дори да има некои процесни проблеми, тие не се од таков карактер, како што го окарактеризира и Републичкиот обвинител, во смисла дека се тоа тешки повреди, злоупотреби. Така што мислам дека целото ова и натаму продолжува да биде една голема непријатна представа